Од денеска можеме да вадиме изводи од матичните книги онлайн. А што друго има ново од дома и во светот, дознавате во продолжение. Јас сум Александра Вуксановиќ, добре дојдовте на Слободен печат. Грипот ги наполни клиниките. Од Институтот за јавно здравје информираат дека бројот на регистрирани случаи на грип е двојно зголемен во споредба со истиот период минатата година, што дополнително го оптоварува примарното и секундарното здравство. Дел од болниците веќе пријавуваат оптоварени капацитети, а здравствените работници алармираат дека сезонскиот бран оваа година има посилен интензитет. Во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, според официјалните податоци, дневно се прегледуваат над 400 пациенти со симптоми како висока температура, силна кашлица, болка во мускулите и отежнато дишење. Во Основниот кривичен суд Скопје денеска продолжува судењето за случајот Онкологија 2, во кој за незаконско набавување лекови, прикривање преку фиктивни тендери и присвојување на дел од терапијата се обвинети поранешниот медицински директор на клиниката за радиотерапија и онкологија Нино Васев и економскиот директор на клиниката Нехат Нухи. Судската расправа продолжува со вкрстено испитување на сведок предложен од обвинителството, кој бил поранешен финансиски раководител во Фондот за здравствено осигурување. Граѓаните од денес можат изводите од матичните книги и потврдата за слободна брачна состојба да ги вадат целосно дигитално, односно онлайн. Управата за водење матични книги целосно ги префрли своите услуги на националниот портал услуги.gov.mk, со што изводите од матичната книга на родени, венчани и умрени, како и потврдата за слободна брачна состојба стануваат целосно дигитални. На денешната седница на Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците се разгледува предлог законот за изменување и дополнување на кривичниот законник во второ читање. Целта на законските измени е да се надминат слабостите во постојните одредби на кривичниот законник и да се обезбеди усогласување со одлуката на Уставниот суд од 12 февруари минатата година. Предлог законот воведува и ново кривично дело – инкриминирање на злоупотребата на туѓа снимка, фотографија, аудиозапис или спис со сексуално експлицитно содржина. Со ова се предвидува кривична одговорност за сторителот кој без согласност ќе направи достапна ваква содржина на трети лица, при што како објект на заштита се утврдува приватноста на оштетеното лице. Собранието денеска ќе одржи и продолжение на 76-та седница, на чиј дневен ред е гласањето за предлог законот за изменување и дополнување на законот за прекршоците по скратена постапка. Последниот закон потребен за од 1 февруари да профункционира системот за автоматско снимање и санкционирање на сообраќајните прекршоци безбеден град. Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска со остра јавна реакција оцени дека дел од предметите кои се актуализираат денес се застарени и дека никогаш не требало да бидат предмет на кривично гонење, доколку, како што наведува, надлежните институции се придружувале до законот, правдата и правото, наместо да постапуваат по политички диктати. Според Јанкуловска, специјалното јавно обвинителство било формирано со јасна цел да даде одговор на прашањето кој кого и зошто незаконски прислушкувал со години непрекинато. Наместо тоа, таа тврди дека СЈО се занимавало со низа други прашања, целосно отстапувајќи од својата основна мисија. Јанкуловска обвинува дека преку политички прогон се водела кадровска политика во политичките партии, дека се граделе партиски рейтинзи за изборни цели, како и дека преку закани и притисоци се одбирале владини партнери не според изборната волја на граѓаните, туку според дневно политички потреби. Во тој контекст таа оценува дека денешните обвинувања насочени кон измените на кривичниот законник од 2023 година се погрешно адресирани. Обвинителката Ленче Ристоска отвори фронтален судир со ВМРО ДПМН, поднесувајќи иницијатива за кривична постапка поради сомнежи за перење пари и незаконско финансирање, како и лична тужба за клевета. Потек што веќе ја разбранува политичката сцена и ги подгрeva тензиите меѓу правосудството и партиските штабови. Ристоска јавно порача дека не се плаши од политички притисоци и дека располага со докази кои според неа укажуваат на организирана шема на прикривање париски текови.
преку донации, фиктивни договори и поврзани фирми. Ова не е изолиран случај, туку системска злоупотреба што мора да добие судска разрешница, изјави таа. Иако во Скопје денес постојат 3 подземни премини за пешаци, од кои 2 се сместени во населбата автокоманда, а третиот е веднаш до запустениот и Валкан трговски центар Скопјанка во аеродром. Овие локации, кои можат да се набројат на прсти од една рака, немаат среќа да бидат допрени од рацете на градот Скопје повеќе од една деценија. Премините се направени пред речиси половина век и теоретски нивната улога за олеснување на движењето на средношколците, на студентите и на другите пешаци е несомнено важна. На оваа тема истражува Филип Николов. Украина, Русија и САД денес треба да одржат трилатерален состанок во Абу Даби, што ќе биде прв пат трите земји да се сретнат на иста маса од руската инвазија во 2022 година. Целосните детали за разговорите во Обединетите арапски емирати не се објавени, ниту е јасно дали руските и украинските представници ќе се сретнат лице в лице. Украинскиот претседател Володомир Зеленски изјави дека разговорите ќе траат 2 дена. Продолжуваме со уште вести од светот. Рускиот претседател Владимир Путин разговараше за можноста за донирање на $1 милиарда на одборот за мир на претседателот Доналд Трамп, но под услов САД да одмрзнат дел од средствата на Русија. Кремљ во петокот соопшти дека Путин разговарал за овие прашања со специјалниот представник на САД Стив Витков и Джерад Кушнер. На забава што се одржа во вторникот во Вашингтон, на група републиканци, пратеници, им беше послужена торта во облик на Гренланд, покриена со американско знаме. Десертот, очигледна алузија на обидите на американскиот претседател Доналд Трамп да ја преземе арктичката територија, беше послужен во центарот Кенеди на настан организиран од група републиканци за национална обнова. Во видео од настанот може да се слушне како домакинот им вика на гостите: "Дојдете овде, сликајте се и сечете ја тортата." Тој ја опишува тортата како 51 држава. На социјалната мрежа X, НАСА објави дека мисијата Артемис 2, првиот лет со човечки екипаж во рамките на програмата Артемис, би можела да полета уште во февруари 2026. Поточно, прозорецот за лансирањето се отвора на 6 февруари. Ова ќе биде прв пат од 1972 година човечки екипаж да ја обиколи месечината, но и прва мисија што ќе ги тестира клучните технологии за идните летови во длабоката вселена. Бугонија, Формула 1 филмот, Франкенштајн, Хамлет, Марти Суприм, една битка по друга, Тајниот агент, сентиментална вредност, Грешници, соништа за возови. Академијата за филмски уметности и науки ги објави номинациите за 98-то доделување на Оскарите, со што официјално започна највозбудливиот дел од филмската година. Овогодинешните номинации донесеа неколку историски моменти. Филмот Грешници влезе во историјата со дури 16 номинации, поставувајќи нов рекорд и наметнувајќи се како најголем фаворит на вечерта. Покрај тоа, Академијата воведе и нова категорија – најдобар кастинг, со што дополнително се проширува признанието за креативниот процес зад камерите. Свечената церемонија ќе се одржи на 15 март 2026 година во престижниот Долби театар во Лос Анџелес, а телевизискиот пренос ќе го следат милиони гледачи ширум светот. Водител на овогодинешното доделување ќе биде познатиот американски комичар и ТВ водител Конан О'Брајан, кој за прв пат ќе застане на сцената на Оскарите. И за крај временска прогноза. Возете внимателно. Утро во намалена видливост и појава на магла има на повеќе патни правци. Во околината на Смојмирово и Буково видливоста е до 50 метри, на превојот Ѓавато до 80 метри, во Струмица до 100, а Тетово 40 метри, Петровец до 150 и во Делчево до 50 метри. Времето денеска ќе биде променливо облачно, со подолги сончеви периоди. Предпладне поодделни котлини ќе има појава на магла, ќе дува слаб ветер од променлив правец. Се очекува максималната температура да достигне од 6 до 10 степени. Во Скопје променливо облачно со сончеви периоди. Предпладне ќе има појава на магла, максималната ќе достигне 7 степени. Според УХМР до сабота времето ќе биде променливо облачно со пораст на дневната температура.
Гледавте вести на Слободен печат. Благодарам на довербата. Повеќе информации побарајте на нашиот сајт.